ако цената да влеземе во Европска унија и да кажеме дека не сме македонци и да кажеме дека нашиот јазик се именува некако поинаку освен македонски јазик, не ни треба Европската унија. Ние на какъв език сега говориме с тебе? Значи вкарваш ме в теми в които на какъв език говориме сега? Преводач, при тебе кой е преводач и при мене кой е преводач? Дайте, тук не може да има никакво разногласие по своята етническа принадлежност, че той принадлежи към българският народ. Одвојувањето на Гоце Делчев од Македонија, со нивното инсистирање да признаеме дека тој бил бугарин од македонскиот народ, е невозможно. Тешко дека Гоце Делчев, од чија смрт токму денеска се одбележуваат 117 години, вака ја замислувал иднината на регионот во кој се родил, живеел и за чија слобода се борел. Тој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, а денес сведочиме на битка за тоа кој бил, каков е неговиот етнички и политички идентитет, кому му припаѓа неговото наследство. А токму прашањата за Делчев и за други личности и настани од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, Бугарија не само што ги издигна на највисоко политичко ниво, туку и ги постави како услов без чие исполнување нема да дозволи напредок на преговорите за членство на Северна Македонија во Европската унија. Ова не го изненадува ко-председавачот од македонска страна на заедничката историска комисија со Бугарија, од која се очекува да ги реши отворените прашања. Бугарија сите недоразбирање што ги има со Македонија во однос на историските контроверзи, ќе настојува да ги реши во своја корист. И тој притисок веќе се чувствува и понатамо ќе биде силен тук. И врзувањето на просперитетот на Македонија во преговорите со Европска унија од страна на Бугарија со успехот, односно со работата на историската комисија, јас мислам дека е контрапродуктивно за односите меѓу двете земји. Не може да се очекува тие контроверзи од 7 децении и повеќе да се решат во 3 месеци работа на комисијата. Бугарскиот европратеник Андреј Ковачев, кој доаѓа од владеачката ГЕРБ на премиерот Борисов и се смета за влијателен во поставувањето на бугарската политика во овој сегмент, во интервју за 360 степени вели дека македонскиот идентитет и јазик нема да загубат ништо ако Македонија ја прифати, како што вели историската вистина. Имал съм срещи и с Груевски, и с Мицкоски, и с Заев, и с абсолютно всички, и те много добре знаят каква е българската позиция. Да, трябва да има напредък. Ние няма как да се съгласиме в Европейския съюз да влезне една страна, която е базирала своята национална доктрина или идеология, базирана на една фалшификация на историята. Македонският идентичност, македонският език няма да загуби с нищо от това или уважението към Република Северна Македония няма да бъде по-малко, ако тя стъпи върху истината. Кога станува збор за историјата, впечатокот е дека и покрај прифатената позиција од македонска страна дека треба да се разговара за одредени личности и настани од заедничката историја и за расчистување на сивите зони, Бугарија сака да ја наметне тезата дека станува збор за една иста историја на еден ист народ кој, како што велат во Софија, бил разделен од југокомунистите. Ама няма споделени личности, извинявайте много. Това е един народ. Христо Татарчев, Гоце Делчев, Дамян Груев, всичките възрожденци, огромната част от населението на цялата географска област Македония, която е в Егейска и в Вардарска и в Пиринска Македония, това е една историческа общност, която се е самоопределила като българи. Не защото аз искам или България, или това е било рамковата позиция на България. Това са историческите факти от съответната епоха. Затова и договора за добросъседство е записано, че тази комисия трябва да работи върху историческите факти, върху спомените, върху данните от съответната епоха. Постигнавме договор за Цар Самоил, постигнавме договор за Кирил и Методи, постигнавме договор за Свети Наум и за Свети Климент, па дури и за Григор Парличев, од кој подоцна бугарската страна се повлече. За година и пол работа на комисијата, постигнување на согласност за 4-5 историски личности, јас мислам дека извореден успех на една ваква комисија, која повторно ќе повторам во европски контекст работат со децении работат, 7-8 децении.
И сега да се инсистира за уште на еден плеада од личности да се постигне согласност во едно изворедно кратко време е нереално. Од друга страна, јас сметам дека преголемиот број на личности, на настани кои би се славеле заеднички меѓу Македонија и Бугарија, исто така би било контрапродуктивно. Ако имаше договор за овие неколку важни личности, компромис не е ниту на повидок за прашањето за Гоце Делчев и неговите лик и дело. С какви хора е бил населен град Кукуш, когато се е родил тогава в българско семейство, българска майка, български баща Гоце Делчев? В какво училище е учил? Къде е бил в София, в военното училище, като се обучава за български офицер? Какви са спомените на хората, които са били около Гоце Делчев? Какви е оставил той като спомени и като писмени доказателства, писма за своята идентичност? Тук не може да има никакво разногласие за своята етническа принадлежност, че той принадлежи към българският народ. Гоце Делчев кај македонците е убедливо најголемиот историски мит, вистински историски мит. Ако погледнете од бугарска страна, да, тој е национален херој и за Бугарија, и за бугарскиот народ. Меѓутоа, ако го погледнете пантеонот на национални херои на Бугарија, ќе видите дека таму на самиот врв е Левски, Васил Левски. Таму го е Христо Ботев. Гоце Делчев е некаде подолу. И ако повторно направиме една малку по-длабока анализа, ќе видиме дека митот за Гоце Делчев кај бугарите е присутен, кај бугарите кои потекнуваат од Македонија, кои имаат македонско потекло. Таму е силен митот за Гоце Делчев. Не и за бугарите кои немаат некои врски, корени со Македонија. Од тука, одвојувањето на Гоце Делчев од Македонија, со нивното инсистирање да признаеме дека тој бил бугарин од македонскиот народ, е невозможно. Прашањето за македонскиот јазик не било отворено во историската комисија. Би било апсурдно тоа да се случи, вели Георгиев, аргументирајќи дека со кодификацијата таа тема е затворена и нема зошто за неа да зборуваат историчари. И Ковачев вели дека македонскиот јазик е современа реалност, но и дека таа современа реалност има недвосмислени бугарски корења. Със съвременните реалности ние нямаме никакъв проблем. Тук говорим за интерпретацията. Когато става въпрос за съвременните реалности, тогава не може да говорим за или това, което се опитват в Македония да представят, че е съществувал македонски език паралелно в миналото, в 18 в 19 век с българския език. Съвременният македонска книжовна норма е базирана на българските наречия, на българските говори и след това кодифицирана през 1944-45 година. Така че аз от българска страна няма реакция, защото това е и българската позиция да се признае историята, че ние сме били един народ, който после историческите обстоятелства, малко преди и след Втората световна война, разделят комунизма, югокомунизма, го разделя с много насилие. По мене најголем успех што може да постигне, може би во некоја фуснота да стојат во тие документи, горе ќе стои македонски јазик со фуснота во која доли дека Бугарија го призна тој јазик според уставот на Република Северна Македонија. И тука мислам би било најголемото попуштање од страна на Европската унија. Сето друго би било пораз за Европската унија и во крајна линија јас дури би бил порадикален и би рекол, ако е условот ние да кажеме дека тој јазик не постои, тогаш јас не би ги ни почнал преговорите со Европска унија. Последниот јавен настап на шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева како да донесе смирувачки тонови од Софија и како да ја навести на соката во која Бугарија ќе се обиде да го турка изазот од оваа ситуација. Тие да ја признаат историјата, а ние да ја прифатиме тамошната реалност, сумираше Захариева. При тоа, призна дека македонизмот не почнува од 1944 година, како што многу пати досега сме слушнале од Софија. Това е над 100 години течащ процес за това да се... 70, да. Не, повече.